Тања, добар ден. Мерните станици во последните 24 часа регистрира концентрација на PM10 частичките над дозволената граница. Мерките за ублажување на последиците од аерозагадувањето повторно се активни, но Скопје и понатаму е обвиено во густа магла и непријатна миризба. Како дел од вонредните мерки кои што повторно стапија на сила е и бесплатниот јавен превоз и покрај апелирањето до сите граѓани да не се излегува од дома во периодите кога концентрацијата на PM10 частичките е над дозволената граница, со образложение дека мора да се завршат секојдневните обврски, раздвижено во строгиот центар на градот, преполни автобуси, а секако не изостануваат ниту автомобилите кои што дури и во поголема мера се користат. Од град Скопје пред речиси 2 часа излегува со соопштение дека во изминатиот месец при извршени засилени контроли се изречени 4 казни за палење отпад и тоа 2 на физички и 2 на правни лица. Инспекторите на терен пак при вонредните контроли за работата на фабриките во последното соопштение стои дека не утврдиле никакви нема утврдено казни бидејќи немало отстапување од пропишаните услови и покрај тоа граѓаните во вечерните часови можат да забележат високо присуство на чад кои што излегува од фабриките кои што посебно во вечерните часови работат во полн погон. Затоа колку овие конкретни мерки допринесуваат во борбата со аерозагадувањето и што е следниот чекор, разговараме со Невена Георгиевска од коалицијата за чист воздух О2. Невена, добре дојде. Прво сакаме да ги скоментираме овие краткорочни мерки нели кои што ги воведе владата и што е она што конкретно ги гуши Скопје. Мерките кои се воведени, значи по донесувањето на новата уредба по втор пат, сметаме дека се многу благи и не отсликуваат сериозноста на ситуацијата. Мерки во однос на тоа да бидат како препораки не се мерки за вонредна алармантна ситуација како што треба да имаме во моментов. Според нас мерките треба да бидат редукција на сите емисии на загадување, значи сообраќај, домаќинства, индустрија, градежниство, значи потполно да бидат сопрени сите загадувачи, дали 50%, па да видиме каков ќе биде ефектот, меѓутоа сите мерки треба да бидат издржани и да имаат ефект. Мерката бесплатен превоз сама по себе не може да го намали загадувањето, доколку би имало намалување, редукција на сообраќајот, бесплатен автобуски превоз може да се даде како алтернатива на тие што нема да имаат можност да користат коли. Меѓутоа, ако видите и самите, самиот апел не донесува никаков ефект. Исто така, градежните активности се сопрени само оние што се под ингеренција на град Скопје, значи они што ги предизвикале, другите градежни активности не се сопрени. Значи, прашуваме зашто во период на толкава загаденост има потреба да се работи турбо на сите градилишта. Засилени инспекции на индустријските погони, мислам дека исто нема да имаат ефект, бидејќи веќе се најавени. Засилени инспекции треба да има постојано во текот на целата година, исто така миење на возилата од градилиштата, што според нас не треба ни да функционираат во овој период, е мерка која треба да биде постојано и треба постојано да се контролира, а не сега во вакви услови ние да воведуваме она што е нормално. Така, најголема прашина се крена околу работењето на депонијата Дрисла, која што пред 5 дена беше парично казнета со 8.500 евра, бидејќи во периодот на работењето на печките било забележано големо присуство на PM10 частичките, каде што воедно се гореше и медицински отпад. Дали има друго решение со кое што може да се реши овој проблем конкретно со медицинскиот отпад како еден од главните, барем според граѓаните, главните предизвикувачи на ова аерозагадување? Како што кажа, тие нема и сега сме доведени во една ситуација да мораме и покрај тоа што докажаа дека не функционираат филтрите, да чекаме уште 90 дена да се ставаат филтри. Значи, за вакви решенија треба да се мисли однапред некога ќе дојде ситуацијата. Исто така, направени се и претходно некои инспекции, ние прашуваме зашто до тогаш немаше некоја евиденција дека веќе тој филтер не функционирал. Мислам дека многу работи некако поминуваат неказнето во државата, значи мора да се направат ригорозни промени, иако и ние граѓаните некогаш самите сме против тие, меѓутоа мораме да сватиме дека сме во алармантна ситуација, вонредна состојба. Се сеќавам претходните години за обичен сезонски грип се дигаше многу поголеми паники, отколку за оваа ситуација која носи многу поголеми жртви во текот на целата година.
Така да апелирам до сите, значи до вас, до медиумите, ситуацијата се следи бурно и да добие висок приоритет, а мерките да бидат, еве нека се направи анализа на сите овие мерки, според мене сметам дека ќе нема никаков ефект, меѓутоа следната алармантна фаза да имаме многу поригорозни мерки. Значи, тоа ни е потребно за да го видиме ефектот, за да може за следната сезона да бидеме многу поподготвени и да знаеме дека таа мерка носи некој плод, не да бидат проформа, само кажани дека еве носиме мерки, меѓутоа мерки без резултати не ни требаат. Така, постојано можевме да слушавме изминатиот период дека ова е проблем на кој што мора системски да му се пристапи. Еве вие како коалиција што nama се донесовте до власта, ако веќе овие краткорочни решенија не допринесуваат во борбата со аерозагадувањето, што е следниот чекор на кој што треба да се пристапи. И воедно, нели, не само власта, туку и граѓаните да бидат попринципиелни и нели да се борат заедно, да имаме една таква симбиоза во борбата со аерозагадувањето. Значи, ние бевме свесни, бидејќи овој проблем го следиме со години, свесни сме за сериозност и свесни сме дека не може преку ноги да се смени. Затоа и ние во почетокот, значи на септември, поднесовме до Министерството за животна средина еден подолг документ за барања, мерки што сметаме дека ќе го намалат и ова аерозагадување и другите загадувања, значи имаме ние загадување на почвата, не само на воздухот, а преку почвата исто така се загадува и воздухот кој го дишиме. Добивме информации дека ќе бидат разгледани, веќе сме вклучени во интерсекторската група, меѓутоа сите тие работи одат премногу бавно во однос на тоа колку е сериозна ситуацијата. Сметаме дека во моментов, значи, треба да се направи анализа на краткорочни мерки што би давале ефект и веќе со почеток на оваа година да се спремат мерките и краткорочните и на долгорочните посветено да се работи за следната сезона. Значи, ние веќе следната сезона не смееме да имаме вакви киксови каде што ставаме мерки само ради мерки, а немаме никаков ефект. Значи, барем 20-30% да има некој ефект, да знаеме дека сме на добар пат. Вака, ако следи ситуацијата, јас не сум оптимист дека ќе имаме некои подобрувања. Така, ви благодарам, тоа беше Невена Георгиевска од коалицијата за чист воздух ОДВА, што се однесува до актуелните краткорочни мерки кои што се стапени на сила во однос на казната за Дрисла. Предпријатието освен паричната глоба има рок од 90 дена да постави филтри да го реши овој проблем, а што се однесува до бесплатниот јавен превоз, од ЈСП за Канал 5 изјавија дека поради зголемениот интерес за користењето на нивните услуги има шанси да се врати редовниот возен ред наместо редуцираниот.